Време за уште еден разговор кој што сигурна сум дека ќе го задржи вашето внимание, доколку не можете да излезете од вашите домови, а сакате никаде да прошетате. Веројатно мислите дека е неизводливо, но ние ви даваме решение како тоа може да го сторите. Благодарение на новиот визуелен туристички водич насловен Македонија на дланка, чиј автор го имаме во нашето студио. Велам добро утро за Бојан Тренчевски. Добро утро, Бојан. Добро утро. Дојдовте во Македонија на утро. Нов визуелен туристички водич, Македонија на дланка, интересен е насловот, но ќе им кажеме на гледачите зошто е така. Буквално целата земја имаат на дланка благодарение на оно што вие го подготвивте. Па да, се работи за еден мултимедијален проект, во кој првенствено има 360 панорами од воздух, Така. која гледаме локацијата доле на земја. Означени се локации интересни за туристите, локации интересни за секој посетител што сака да шета низ Македонија. И потоа можеме да се спуштиме на земја, виртуелно, да влеземе во некои објекти, да прошетаме околу некои објекти и така натака. И ние наредниве минути во Македонија на утро и ќе влеземе и ќе прошетаме во многу објекти на многу места низ нашата земја. Останете заедно со нас наредниве минути. Бојан ќе им покажеме како всушност функционира Македонија на дланка. Зад тебе веднаш го имаат мониторот на кој што ќе може да видите како изгледа. Станува збор за приклучок од компјутер, нема да ни замерете доколку малку игра сликата, но сакаме да ви покажеме која е суштината и како функционира новиот визуелен туристички водич. Почетна локација ни е центарот на Скопје, на пример. Да, се работи за веб страна, наречена или под домеин www.macedoniafromabov.mk, во кој примарно почетна страна е центарот на Скопје, како главен град на државата. Од 360 и во 360 панорама се гледаат сите интересни локации доле на земјата. Значи, за секоја јавна институција има ознака, има текстови. Значи, ова е се моментално од интернет директно, да има може би доцнење. За секој споменик има информација со слика, со текст, со линк дополнителен може би на Википедија, каде што може да се прочита повеќе за луѓето за кој е наменет споменикот. Можеме да одиме преку целиот екран и секоја жолта точка е следна панорама од воздух. Каде ќе одиме следно? Сега можеме да одиме, например, овој дел што е над плоштадот Филип II, каде што можеме да ги погледнеме поблиску објектите што ни се на земја. Може би да погледнеме информација со слика за споменикот како изгледа. Така. Црквата како се вика. Може би понатака ќе направиме и виртуелна прошетка внатре во црквата, да може да се влезе. Така. Тоа веќе е направено во неколку цркви низ Македонија. Потоа можеме да влеземе, бидејќи имам добра соработка со Меморијалниот центар на Холокаустот. Можеме да се спуштиме на земја, значи ова икона, значи црвена ваква. Можеме да влеземе внатре во... Да, можеме да прошетаме пред објектот. Добро. И можеме да влеземе внатре во објектот. Ајде да влеземе, кога веќе им кажуваме и на гледачите да видиме како тоа изгледа. И еве како изгледа внатре во музеот. Стрелките, предпоставувам се насоки за тоа каде може да се движиме. Да, во која насока можеме да се движиме. Оваа иконка што е со И, значи информација, на која можеме да добиеме основни податоци за музеот, можеме работно време, можеме да добиеме влезници колку чинат и така натака. Ако се вратиме на почетокот, ова е легендата на која какви се иконите и што означат. Кој информација ги нудат иконите. Јас, например, да речеме, за викенд сакам многу да прошетам на Кале. Денеска не можам бидејќи сум на работа, но тоа не значи дека... Па еве, ако сакате на Кале. Или можам да прошетам на Кале. Може виртуелно, да. Виртуелно одиме на Кале. Каде што можеме да го погледнеме од високо, да видиме што има, да прочитаме информација овде за Калето, или можеме се спуштиме на земја и да видиме како изгледа прошетката по зидот на Калето. Тоа би било одлично. Да одиме од кула на кула и каков е погледот на Скопје во 360 од сите страни.
Фасцинантно. Кога го договаравме разговорот, помислив дека овој сајт е одличен за домашни, за нас, за домашните туристи, но и за странските туристи. А сега, од оваа перспектива, мислам дека е одличен подвижен учебник. Ова е одлично и за децата, за младите, за оние кои што сакаат да... Тоа не го разговаравме, значи во план беше ова да се промовира и како наставна апликација, наставно помагало, во кој за децата во основното и во средното училиште би се нудело како помош да посетат објекти и делови од Македонија, во кои не ги виделе можеби. И ми споминавме и на гледачите дека единствено ни е потребно глувчето на компјутерот за да може да шетаме низ целата земја. Еве го погледот од водна. Поглед од врв на водно. Така. И можеме веднаш, гледате овде икончињава бели, значи ги укажува следните градови, околните градови и секогаш веднаш можеме да кликнеме и да прешетаме на друга локација. И сега веројатно голем дел од гледачите се прашуваат како се во ова се реализираше. Колку време, Бојан, ви беше потребно, какви се ресурси, со што се подготвуваше овој сајт? Овој сајт е почнат спонтано пред неколку години. Во се извинуваме за проблемите технички. Значи овој сајт е почнат пред неколку спонтано е почнат пред многу години, кога јас почнав да работам со снимање и фотографирање со дрон од воздух, негде 2014 година, во која спонтано почнав да снимам вакви 360 панорами од воздух. И колку време? Начинот на снимање на 360 панорама од воздух е многу вака комплексен, во кој мора да се снимаат негде најмалку 50 на фотографии на сите страни, кои потоа се обработуваат фотографиите, се спремаат во една апликација која мора да ја платиш. И се прави како една сфера од фотографии. Меѓутоа, небото што е над, да речеме, дронот, не се гледа, не е снимено, потоа мора да се доцртува. И сето тоа ќе се добие една ваква една сфера од 360 панорама, која потоа може да се поврзува со други. И сега јас, собирајќи ги така, шетајќи низ Македонија долго време, собирав така од љубопитство како изгледа сето тоа и се собра една количина поголема на вакви 360 панорами, а пред 2 години купив и камера 360 специјална, која може да се фотографира 360 панорами од земја. И почнав со тоа се занимавам со такви виртуелни панорами, виртуелни прошетки низ ресторани, низ хотели, низ деловни објекти. И потоа сватив дека има многу голема количина на ваков материјал. И што мора некако да се искористи. Да, последната таква некоја идеја, односно каписла што потегна да се направи овој програм, овој вебсайт, беше минатата година, баш ова време негде, кога ја направив панорамата над Скопје. И кога таја за кратко време се прошири вака низ социјалните мрежи, имаше повеќе од 2200 шерувања, имаше преку 400.000 прегледи имаше таа панорама. И тука сватив дека луѓето сакаат вакво нешто да гледаат и затоа го направив овој вебсайт. И сега интензивно работам на промовирање, на снимање и шетање по Македонијата. Еве, например, кога сме кај Македонијата и треска како изгледа. Да. Ова гледка е фасцинантна. Еве, од езерото Козјак, например, да се види како изгледа долината. Не верувам дека голем број граѓани имале можност да, нема ова шанси ова да се да. види од друг начин. Знаеме генерално какво е течението на треска, меѓутоа визуелно ретко кој можел да го види. До езерото Матка, значи долината на Треска, преку браната Козјак, браната Света Петка, до езерото Матка. Скопје е фасцинантно и голем број туристи сакаат да го посетуваат, тоа говорат и последните статистики. Но јас би сакала во денешното издание на Македонија наутро да ве одведеме и во другите градови. Да речеме, доколку го избереме Велес, каде би не... Еве го плоштадот, би сакала да го видите и плоштадот. Еве плоштадот, да. Значи со обележани споменици, со информација
сликовита и За текстуална. Така, споменик на плоштадот. Тука може, значи, затоа реков дека ова е мултимедијален проект во кој освен слики, текстови се поставени и видеа. И видеа. Ајде да видиме како функционираат. Да речеме, вакво едно видео кое може да се види споменикот од блиску, од сите страни. На некои места имам и 360 видеа. Например, имам искачување на Кокино, во кое е поставено 360 како панорама, 360 видео, во кое камерата не движи по патеката, а ние можеме да гледаме на сите страни. И тоа е многу вака интересно. Кој има време можеме да погледнеме како тоа изгледа. Ајде да видиме, спомнавте Велес, го спомнав Велес, Добро. да, сакам да одиме да речеме во Велес. Велес. И сакам да им покажеме на гледачите нешто што може би голем дел од нив немале можност да го видат, доколку патот ве води во Велес, спомен куќата на Кочараци, нешто што не смеете да го одминете. Ние ќе им понудиме ексклузивна можност да дзирнат во неа. Еве го Велес, Велес на дланка буквално. Да, еве овде имате, например, за една саат кула, еве видео, текст, сите кој може информации кои што се да се види, има и музика малце, сега не се слуша тоа. Но доколку отидете Но на доколку сајтот, пуштите на ќе може сајтот, да уживате комплетно. Велес е првата општина со која имам добра соработка, која го поддржува овој вебсайт, овој начин на овој проект на кој се вика Македонија на дланка. И таму негде црвената точка е забележав. И црвената точка е Македонија, односно куќата, мембраната куќа на Кочарацин. И влегуваме во неа. И може да се влезе внатре. И да се разгледа како изгледа. Од секој ангол. Автентично. Да се оди Бојан, доле сам го во работевте просторите. ова или имате техничка поддршка од колеги? За сега го работам сам, затоа што Треба многу време, сакам да кажам. Ова се да се сними, да се... треба многу време. Па еве доста време поминувам на компјутер во обработка на фотографиите, во поврзувањето, во поставувањето, собирање на информации, значи овде имаме и информација за Кочарацин, кој бил, што работел и повеќе информации може да се прочитаат на Википедија. Значи сајтот се работи на англиски јазик за да биде интернационално, за да може цел свет да го гледа. Апсолутно. Мислам дека тоа за македонските граѓани не би представувало проблем. Апсолутен проблем, да. Споменавте Велес е првата општина со која што имате добра соработка, како разбрав добро. Тоа значи дека засега институционална поддршка не наоѓа сајтот? Па, за жал, да. Значи, до сега немам друга поддршка од државните институции, освен од неколку исклучоци. Значи, разговарано е со многу општини, разговарано е со многу институции. Еве, например, овде има доста градови, места сите градови кои што се на листата и кои што во моментот може да се видат. Да, добро. Ако збориме за институциите, како да кажам, значи, првата инстанца на која се обратив за помош и да го промовирам овој вебсайт беше Агенцијата за туризам, за промоција на туризам. Одговорот беше дека тие не може да го помогнат овој проект. Интересно е дека тие дури не сакаат ни да го промовираат, нити да го постават линк, да речем, на нивната веб страна за која е на Агенцијата за туризам, за промоција на туризмот. Да. Им понудив да на сајмите следни што ќе одат, да биде ова дел од презентацијата на Македонија на туристичките сајми низ светот. Меѓутоа и таму мислам дека ме одбија. Немаше некој позитивен интерес за соработка. Конкурирав на повеќе конкурси државни. Значи, конкурирав пред Министерство за економија, сектор за туризам, кој имаше конкурс за поддршка на проекти и манифестации за 2019 година. Таму официјално не добив никаков одговор, се уште, тоа е иначе од март месец. А неофицијално сум одбиен, еден од двајцата што биле одбиени. Во разговор со
Луѓето таму рекоа дури него не погледнале проектот, дека не ги интересирало, дека сметале дека мојата фирма не треба да се подржи. А ако ова не е иновативен проект? Исто така конкурирав пред фондот за иновации. И тамо после одговор беше дека не ме поддржале. Барав образложение зошто е тоа така. Па по 2 месеци добив информација дека сметале дека не е доволно комерцијален проектот. Значи, како може да биде комерцијален некој проект кој ја прикажува Македонија, кој работи на земјата, да. Не е ова нешто што е денес за утре купи продај па да биде комерцијално и да се земат парите, веднаш да се вратат парите назад. Но нашето внимание го имате и ќе го имате барем уште 15 на минути, бидејќи е навистина интересен проектот. Би сакала, бидејќи е продолжен викенд и викенд за патување, да одиме. Па ајде да одиме во Охрид. Може да одиме Еве јас претходно кликнав, еве на пример овде имам на менито езера. Така. Значи кои езера ги има? Кои езера ги имаме до сега? Сакам сите природни и вештачки езера да бидат поставени. Значи еве на пример Тиквешко езеро. Имаме интересно езеро Паљурци кое се наоѓа поред Богданци. Претпоставувам дека за снимките потребно беше и убаво време. Да. Сите услови требаше да бидат исполнети, бидејќи како што забележуваме времето на овие снимки е одлично, сончево. Во фотографијата секогаш треба да имаме сонце за да ги осветли сликите, за да добиеме боја. Ако е тмурно времето, нема да ништо да гледаме. И сакав И веднаш овде има пример интересна локација каде што има амфитеатар. Добро. Кој веројатно никој не знае дека постои. Да. И така натака. Од тука, значи, можеме да прочитаме следна локација. Ајде. Значи, на овој вебсайт веќе има поставено преку 850 панорами, дел од воздух, дел од земја. И сите се на некој начин поврзани. Значи, можеме без прекин да шетаме од една... Без престан, да. Така и сакам продолжен викенд без престан да шетаме од локација на локација. Еве овде имаме едно археолошки локалитет, Вардарски рид, по кој секојдневно можеби поминуваме кога одиме према Грција. А не сме го забележале. Меѓутоа не сме го приметиле, можеби државата не ја интересира или не го промовирала доволно. Можеме да прочитаме нешто овде на информации, можеме се спуштиме на земја и да прошетаме по целата оваа. Ме замисливте, сега знам колку не знам за Македонија, гледајќи го вебсајтот, веројатно така ќе се почувствуваат и голем дел од нашите гледачи, имајќи предвид колку места на вистина или не се доволно промовирани или никогаш не сме слушнале, не сме ги виделе. Па да, значи освен тие локации што јас сакам да ги ние обично знаеме, или странците најмногу знаат за Скопје и за Охрид. Да. Мојата намера е со овој вебсајт да ги промовирам сите други локации кои се многу малце познати. Која друга би за вас е атрактивна? Јас ја спомнав Охрид, бидејќи обично кога се зборува за продолжен викенд, првата асоциација е Охрид. Добро. Која дестинација вам ви е атрактивна или запознавте вие некој од местата? Јас би пред да преминеме на Охрид како позната туристичка локација, би сакал да кажам дека на сајтов може да се најдат и музеи и археолошки локалитети како во менито посебна ставка, во која што може да се влезе во музеот на град Скопје, во музеот на Старата чаршија, да се прошетани скупи како археолошки сајт, во музеот на Холокаустот го видовме, Вардарски рид го видовме, Стоби, Меморијалниот центар Пелинце, Стоби, да, Кокино, Пелинце и Меморијалниот центар на Велес. За сега, ќе расте сајтот, да, ќе расте. Ви се случи вас да појдете некаде и да дознаете за некое место? Ја осознавте вие земјата? Па да. Значи, со прошеткиви снимањата? Многу сакам да шетам. Јас минатото сум бил спортиста и сум шетал доста низ Македонија и затоа решив да малце да ги проширам видиците на потенцијалните шетачи да видат каде се може да се шета низ Македонија. Охрид е доста прошетката од место. Да. Мене барем многу ми се допаѓа оваа прошетка. Охрид е доста позната локација која може да се види пристаништето. Можеме да одиме над
тврдината, да прочитаме нешто за тврдината, да се стимнеме на земја, да се прошетаме по ѕидот на тврдината. Сите овие точки црвени се локации кај што можеме да се симнеме и да погледнеме како тоа изгледа. Во продолжение да се симнеме кај Канео, да го видиме Канео, погледот, плаушник, фотографија, информации, овде доле се спуштиме на земја кај Канео, или продолжиме за Струга, продолжиме за Радожда, Радожда да видиме. Да. Значи, се е поврзано. Јас би се вратил сега повторно од Радожда во Охрид и да продолжиме малце на планина. Да, може и на планина, секако. Еве, Радожда. Колко е убава гледката. Има некој ваков формат светски, од кој што да речеме земавте пример, или ова е единствен? Па, според моите сознанија во ваков обим, може би единствен во светот. Може би единствен во светот. Затоа што вакви виртуални панорами се прават за објекти, за хотели, за ресторани, за музеи, може би одделно, меѓутоа не вака за цела држава. Еве сега можеме да одиме Светинаум. Да погледнеме како тоа изгледа од воздух и да се качиме на врв на Галичица, на позната точка Магаро. Како за викенд убаво прошетавме. Еве го погледат каде што се гледаат двете езера, и Охридско езеро и Преспанско езеро. Од тука можеме и пешки ова е една од поубавите точки во државата. Кој се качил знае. Знае гледката што кажува. Да. И ова се сите стење доле. Многу е лесно за снаоѓање, тоа ми се допаѓа, што можеме многу лесно да се снајдеме, гледајќи шаматскиот приказ. Да. Колкава е посетеноста, има некои такви статистики за сега? Па да, значи Google дозволува аналитика. Што вели аналитиката? Аналитиката вели дека досега за неколку месеци од мај месец е ова официјално промовиран сајтот. Има негде околу 30.000 посетеност. Што е добра бројка? Од 121 земја од светот. Така да тука е Која земја ви беше најголемо изненадување? 121 земја. Од каде не очекувавте посетители? Еве, да речеме дека Македонија е на прво место, нели? Нормално, со негде 40% во таа бројка. Останатите се околните земји, затоа што работам на промоција на овој вебсайт на кај околните земји, за да тие се најблиску да дојдат да ја посетат Македонија. И најинтересно е дека на 10-то место се појави Индија. Така да, тоа ми беше изненадување за мене, како од каде сега Индија, каде што меѓутоа тоа работи. Интернетот и социјалните мрежи функционираат добро, да некој доволно еден да се заинтересира од Индија и да тоа да го прошири во нивната држава. Ќе споменеме дека сите новости на сајтот може да се видат и на веб страницата. Односно на Facebook страницата, се извинувам за вие кои што ги користите социјалните мрежи. Исто Macedonian from Above, така е? Да. Добра. За секоја нова виртуална прошетка што ја поставам на веб сајтот, информирам на Facebook страницата, која исто се вика Macedonian from Above, Cross 360. Која е следната локација која што ќе биде поставена? Каде ќе патувате во периодот кој што следува? Па, се обидувам повеќе сега Источна Македонија, сакам да направам нешто. Имам некои разговори со градоначалниците во општините од Источна Македонија, меѓутоа, знаете, со општините секогаш има проблем со средства да го помогнат овој вебсайт. Меѓутоа, јас како што гледате овде, 90% е направено на своја финансиска подршка, без помош. Како што реков, чест на исклучоците, како што е општината Велес, како што се музеот на град Скопје, како што е музеот на Холокаустот, Стоби. Стоби беше одлично го прими овој
овој проект. И колку сте вие лично задоволни кога ќе си го видите производот или на што би доработувале во периодот кој што следува? Одлично Јас сум задоволен за сега на овој начин, затоа што, како што реков, е мултимедијално, значи работам од овие 360 панорами, работам на текстовите, работам на фотографијата, работам на видео поставување, значи сакам ова да биде водич, практичен водич низ Македонија, затоа што доста беше од она брошури, хартиени, каде што или видео спотови каде што гледаме само дел од интересните содржинија, не гледаме целата слика. Значи овде добиваме цела слика. Посетителот кој ги гледа тие промотивните видеа не разбира баш многу што може да добие во некои места. А со овој начин ја гледа целата околина и практично кога ќе дојде како да е дома, значи он се знае веќе што треба да види, што треба да посети, кај да оди и така натака. Не може да се изгуби. Ваков туристички детален приказ досега не сме имале. Јас би била исто многу среќна доколку ве контактира некој од некоја образовна институција, оно што го споменавме како едукативен материјал за учениците, за средношколците, за студентите, можеби, бидејќи многу е важно да се ја знаеме својата земја пред да ги истражуваме и другите туристички дестинации и пред да се сликаме надвор од Македонија. Кое место вам ви остави посебен впечаток? Па не знам, јас немам... Колку километри прво поминавте? Не знам, не сум забележал, не водам евиденција. Според ова гледате дека има доста поминато низ Македонија. Има, а сметам дека ова е само многу мал дел од тоа што е направено. Сметам дека треба да може би ова е 10-20%, може треба да ова треба многу уште повеќе се шета. Сите места ми се интересни за мене. Сите се убави за посета. Од езера, планински врвови, значи имам на планини качување, значи има на Попова шапка, од врв на Попова шапка како се гледа цела Македонија на убаво време. Значи од Маврово, Галичник, Лазаров поле. Може да го видиме тоа од Попова шапка? Кога сме, сега ви давам дополнителна Нема проблем, работа, меѓутоа сакам да им го покажам и на Попова шапка, така. Во зимски амбиент. Мене, например, од ова што го видовме досега, теченијата на треска ми беше најфасцинантно. Да, тоа е, сега го поставив минатата недела. Добра. Значи, еве, Попова шапка со скијачките терени и овде имаме една висока точка. Во која се надзира Тито врв. Така. Вамо е Маврово, вамо се надзира Пелистер, значи имаме, заборев да кажам, и мал зум на сликите. Така. Може да го ракувате онакако што вие сакате, да. Крушево, Пелистер ми се поставени тука, и Скопје, Тетово и така натака. Како изгледа во еден магловит зимски ден. А такви ќе имаме се повеќе во периодот кој што предстои. Да, котлините се секогаш во магла во зимските денови. Ево, например, веднаш можеме ски центар Кожов да... На другата страна, државата, да. Од крај на крај. И да видиме како изгледа... Без да поминете ниту 1 километар. Да. За жал, ски центарот не работи и така натака. Има тамо некои проблеми. И повторно се враќаме во центарот. И повторно, значи, секоја жолта точка е следна од воздух, каде што можеме да видиме што има доле, да прочитаме информации, да видиме следно и веднаш да се спуштиме можеби во музеот на град Скопје. Спуштиме на земја, на тротоар, да не сгази некоја кола. Внимателно, да. И има влез и во музеот. И влез во музеот, прашетка. Интернетот малце кочи. Добро. Еве, има информации дополнителни. И може да се влезе внатре, да се види... Се што е необходно да се знае за музеот, да. Како изгледа музеот и внатре се прошета имаат поставка за Скопје, старо Скопје од земјотресот и
некои археолошки Да, ова е постојана поставка, поставка, да. Би сакала сосема накусо и да проговориме за фотографијата од воздух. Вие сте за тоа ненадминат. Има и вебсайт Аерофото.мк. Да, тоа е функционира. Ајде сега да им кажеме и за предизвикот. Кај нас веќе не е новост, се повеќе се бара за било каков настан или што и да се случува, се бара фотографија од воздух. Да, фотографијата и видеото од воздух за настани е веќе обврзна камера. Така да јас работам доста во соработка со други продукции или сопствена продукција, кога сум викна да изработам некоја поддршка на промоција на некој настан или локалитет или Сега бевте на Скопје трча. Да, на Скопје трча таму снимав. Вчера бев во Велес и го снимав настанот по повод празникот, нели, вчерашниот празник. Имаме фотографија од тоа? Имаме, ама не ги носам. Добра. Не се поставени се уште на интернет. Ги видов фотографиите од Скопје трча, изгледаат многу интересно, има и видео материјал. Таму се, да, кој што е во 360, да. Во 360, кој што е многу интересен. Да. Може да му покажеме? Полни раце работа му дадовме на Бојан денеска, но многу е интересно да ви го покажеме моментот. Вчера имав можност, например, да ги видам фотографиите, доколку не Бојан, ќе имаме следна прилика. Пак имаме следно, затоа што следна прилика денеска се фокусираме на Македонија од воздух. Треба да видиме таму се поставим на Фејсбукот. Сакам да кажам дека Аерофото е Фејсбук страната на која што можете да видите како изгледаат и видеоматеријалите, фотографиите од воздух, кои што сте голем предизвик да се направат и многу интересно изгледаат визуелно. Во периодот кој што следува ќе патувате и ќе поминете уште многу километража, сакајќи да ја доловите Македонија на дланка, онака како што треба. Еве, например, куклици. Да. Тука следно би сакала да завршиме... Ќе биде по земја снимено исто погледот во 360. Знаете, би сакала да завршиме со Кокино. Да. Да, би сакала да завршиме со Кокино, да ја видат и таа локација, ќе се вратиме и во Кокино. Бидејќи сметам дека едно од местата кои што се фасцинантни да се посетат. Да, тоа одиме во музеи и археолошки локалитети. Можам, така. Избираме Кокино. Значи треба да појдете и да го изберете Кокино како локалитет, тоа е важно. Ете горе Металитската обсерваторија. Доле има ознака каде е паркингот, како се доаѓа патот. Си што е неопходно, да. Во позадина е Пелинце и Нагоричане. Значи, од каде што се доаѓа до овде, можеме да се спуштиме овде по земја. Ите го и патот до првата Металитската обсерваторија, да. Не водат 3 патеки кон врвот. И ова ознака е иконче човек, значи со црвена доколу, значи едно видео што реков дека е во 360. Може да го видиме? Или барем дел од него? Значи, камерата не води по патот, а ние слободно гледаме на сите страни како изгледа и што има одоколу. Буквално на дланка. Еве да скокнеме малце. Добро, може да прескокнеме. Добро е што има настоки за движење, тоа да, се е означено. Секој оној кој што ќе оди на Кокино. Еве следниот пат кога сакате да одите во Кокино, прво ќе го погледнете ови, веќе знаете каде да се движите. Го олеснува пристапот до Кокино, да. И се искачуваме на првото рамниште. Забележувам и туристи сте... се погодија уште неколку луѓе таму кои еве го иначе овде врвчето горе и така натака. Одлично. Бојан, во периодот кој што следува, ние секако ќе се гледаме, бидејќи вебсајтот заслужува и тоа каква промоција. Јас искрено се надевам дека и вие ќе го посетите. Ќе го кажеме, Бојан, уште еднаш, дуплове... Macedonia from above. .mk. Така беше? Да. .mk. Сите места буквално на дланка. Не се уште сите, ама
намерата е да видат сите места, што повеќе. Детален приказ за буквално цела Македонија нема, меѓутоа најголемиот дел од местата за кои што можеби и ние не сме знаеле ги има и добро е да се посетат за да видиме што нуди земјава во периодот кој што следува, секако ќе се надополнува сајтот, меѓутоа и ова што го има во моментов е одлично. Да. Сега за сега е добро и се работи на други локации. Јас ќе ви се заблагодарам многу за гостувањето во Македонија на утро. Работен ни е овој продолжен викенд, но благодарение на вас успеавме ние некако да прошетаме барем во мислите и визуелно. Благодарам уште еднаш. Вие останете на првиот канал на МТВ во продолжение музичка номера, веднаш потоа го закружуваме и денешното издание на Македонија на утро.